Четврток 22 часот и 30 минути, телевизија 21, термин резервиран за уште едно ново издание на дебатниот магазин Клик Плюс. Поплавите официјално однесоа 22 жртви, а по десетина уште се трага. Изгубени се човечки животи, изгубени се домови, за секогаш се изгубени семејства. Кои се последиците од поплавите? Колку жртви има и колкава штета е направена? Дали можеше да се спречи катастрофата? Како и кога ќе бидат одштетени настраданите? Во Клик Плюс вечерва во нашето студио гости се Сузана Салију, директорка на Центарот за управување со кризи. Благодарам. И господинот Ивица Наумовски од Дирекцијата за заштита и спасување. Добар вечер. И само уште едно објаснување и најава. На терен имаме две екипи. Во населбата Ченто се наоѓа нашиот колега Кристијан Ландов и снимателот Адријана Деспотовска, а пред влада се Кристина Ризовска и негзиниот гостин Саица Итино, за тоа нешто подоцна. Ке ми беше драго и да ви посакам и добро вечер и добре дојде, но поводот и причината поради која што сме тука вечерва не е за добро вечер, па тоа ќе го ставиме за некој друг пат, ќе разговараме за последиците од она што ја снајде Македонија на 6 август. Меѓутоа, пред да го почнеме разговорот во студиото, ќе ја замолам режијата дали колегата Кристијан го имаме на линија. Ако го имаме Кристијан на линија, Кристијан, дали сте веќе на местото на настанот, дали сте веќе во населбата Ченто со вашиот гостин, со господинот Ѓорги Тодоров, сообраќајен инженер, ако се слушаме, повели Кристијан да ни кажете што се случува моментално во Ченто. Така, наместо во Ченто се наоѓаме на патот кон Арачиново. Ситуацијата овде е смирена, не може да се забележат екипи на терен кои работат всушност на поправање и на расчистување на улицата, но најверојатно тоа е оставено за во текот на денот, се додека има осветлување, нели, и се додека може да се работи на овој терен, бидејќи делот оваа населба е без струја. Во една реченица ситуацијата би ја доловил вака, а пак со господинот Ѓорги Тодоров ќе разговараме околу сето она што настана како последица од поплавите. Прво прашање до вас, дали требаше и зошто се случија овие поплави и овие драматични ситуации кои можевме да ги забележиме од саботата па наваму? Видите, ова можеше да се избегне доколку превентивно се делуваше претходно, а тоа значи дека доколку ракетниот систем за разбивање на градобийни облаци не се уништеше во Република Македонија, кој што го затекнахме од бивша Југославија, значи од 90 година до денеска сите влади што дефилираа низ Македонија, во Македонија, значи се одговорни за ваквите невремења, бидејќи доколку постоеше тој ракетен систем, гледаме овој облак, можеме да го видиме, значи еве го овој облак кој што сликан од средноводно. Значи, можеше со 5-6 ракети да се разбие овој облак, да се растера на помали облачиња и така да немаше да има ваква концентрација, како што гледаме на дош над автопатот меѓу село Црешево. И значи немаше да дојде доколку постоеше тој ракетен систем. Бидејќи тој ракетен систем се уништи овие 25 години уназад, нити оваа влада се последната не го обнови, значи можеше да се делува превентивно. Тоа е едната работа. Втората работа, доколку хидрометеоролошкиот завод значи си ја обавеше својата работа како што треба, требаше граѓаните на време да бидат информирани дека следува некое тешко невреме со многу јако полнење на вода во облаците и со грмежи одредени. Значи хидрометеоролошкиот завод тука има затајно како човечки фактор, бидејќи таму слушаме дека имаат вработено многу нестручни луѓе, дека имаат опрема некоја модерна, но не знаат да ракуваат со нејзе. Значи тоа е причината зашто не беа предупредени граѓаните и не се спречи тоа. Сега некој обвинува обиколката. Обиколницата е, како да ви кажем, добре дојдена е, доколку се изведеше онака како што треба. А тоа значише дека обиколката која што од северната страна на Скопје, доколку во трупот на патот или помеѓу двата коловоза кај што има зеленило, доколку се вградеше се изградеше атмосферска канализација со голем капацитет, кој што ќе ги можеше да ги прифати сите води од Скопска Црна Гора во вакви незначни кризни тешки дождови, мислам, невремења. Дали се овие тие три причини кои би ги одвоиле, дали се само на овие три причини ќе останете, бидејќи имало документ кој говорел за последиците и бил направен пред точно 8 години, после 8 години се случи оваа природна катастрофа? Па видите, друга причина и гледаме
ова улица води Антон Попов, кај што е изградена, значи таа трупот на улицата е висок негде како што гледаме во ова метар и пол. Значи трупот на улицата е нестручно изградена, а тоа значи дека кога е правена улицата требало значи трупот да биде вграден во земјата, значи хумасот да се извади, да се наполни трупот и нивото на коловозот треба да биде со нивото на дворот. И тогаш во трупот на патот таа атмосферска канализација и фекална канализација ќе биде многу подлабоко во земјата, значи негде околу 3 метра. Сега во овој момент се наоѓа испод дворовите на куќите се наоѓа на метар и 20 и тоа е многу мала висина со мали капацитети. Значи фит 300 има, инако треба да има поголем капацитет, значи треба да има ние овие улици немаме посебна атмосферска канализација, значи имаме само фекална. Така да сета вода што се слива значи од дождовите влегува во фекалната и таа извира. Значи излегува надвор и врши поплавување на објектите. Ќе ве прашам сега, ќе се вратиме на обиколницата. Ме интересира. Сега мора да се направи санација на истата поради штетите кои настана. Дали сега може да се направат оние поправки кои требале да се направат при конструкцијата на истата и колку би чинело тоа? Видите, сега тек да се прави атмосферска канализација може да се направи. Не е тоа проблем, само тоа ќе биде многу поскапо во однос на кога се градела обиколката, значи кога се копала тој хумусот, кога се ставал овој носечкиот дел на коловозот, значи на автопатот, тогаш кога можело многу полесно да се вградат тие значи цевки со фи од 200-300 сантима, мислам, значи за огромна количина, бидејќи Скопска Црна Гора е голема површина, доколку вакви силни облаци, нели, полни со вода, нагло врнат, гледаме да може да бидат прифатени. Сега водата гледаме дека и пропустите што биле под автопатите не биле доволно за да водата се качила преку значи асфалтот и овие металните браници ги има откорнато, ги има извиткано и носено. Значи решението би било сепак обиколката би била како кесна десетка доколку се изградила атмосферска канализација со таков капацитет да може да ги прифати овие атмосферските води од Скопска Црна Гора. Значи тоа е пропушт направен, може да се коригира, само ќе треба огромни суми на средства пари да се издвојат да се направи тоа, да атмосферските води се одводат во реката Вардар. Токму сега ќе кажам дека демантирам само што пристигна механизација, не е известно дали ќе работи на овој терен токму тука. Опечатска, дали има прашање од студио? Кико, ти благодарам, ние ќе продолжиме со разговорот во студио, доколку има потреба ќе те вклучиме повторно. Ти благодарам уште еднаш и на гостинот Тодоров. Почитувани гледачи, се враќаме назад во студиото, го започнуваме разговорот. Господја Салиу, како надлежна и директор на Центарот за управување со кризи, сигурно ги имате последните информации околу последиците. Може ли да ни кажете колку жртви има, кои се штетите направени? Ви благодарам. Пред се дозволете ми да изразам сочувство, да изразиме жалење за сите тие изгубени животи во оваа голема бура, неконтролирана бура. Морам да кажам дека сеќе се среди, последиците на терен перманентно се намалуваат. Само тие изгубени животи нема да се вратат, но ние немавме контрола на таа бура што не снајде, на таа надприродна катастрофа, но можеме да го менаџираме сега сите овие, да ги намалиме последиците, да ги ублажиме сите овие последици. И сега ние како држава, како општество, како граѓани и сите ние во ова општество имаме должност на тие семејства кои ги изгубија најсаканите да им овозможиме во спокој, во мир, во добри услови да се сеќаваат на нивните сакани. Тоа е наша должност. Значи, за разлика од овие катастрофите кои се предизвикани од луѓе, од кризите кои се предизвикани од луѓе, од лоши политики, надприродните катастрофи не се 100% така контролирани. Не може со надприродна катастрофа да се соочи 100%. Ова што се случи во Скопје, ова беше еден метеоролошки така феномен непредвидлив, мораме да признаеме. Така што ние немавме најави за мини локациите, каде на пример би можело такво нешто да се случи. Таква најава ние немавме. Но добро е што се отварат сега дискусии, дали имаме проблеми со кризниот менеджмент во системот за кризи, дали имаме проблеми со локалната самоуправа, дали имаме проблеми со инфраструктурата. Сите овие прашања што се отварат, мислам дека се легитимни, инаку последиците на терен се многу големи. Имате ли бројки, господјо Салиу?
Па се смета дека околу 12.000 граѓани се тангирани, се погодени од оваа ситуација. Околу можеби 1500 семејства се тангирани од оваа ситуација, но уште еднаш ќе повторам дека последиците на терен вака перманентно се намалуваат. На терен имаме стотина машини така, имаме 1000 војници, можеби имаме 1000 полицајци, активисти, волонтери, така што мислам дека полека ќе почнеме да се рехабилитираме и да се ревитализираме. Се ќе се врати, изгубените животи нема да се вратат. Сите сме во целосна мобилизација, така, во целосна подготвеност, цело време се координираме. Еве тука и колегата кои се нонстоп на терен од дирекцијата за заштита и спасување. Ние како Центар за управување со кризи, веднаш после прогласувањето на кризната состојба, веднаш беше активиран главниот штаб. Главниот штаб сега за време на кризна состојба заседава перманентно. Во главниот штаб учествуваат сите надлежни институции кои би можеле да влијаат во облажување на овие последици. Така што максимално сме мобилизирани, но последиците ќе се осеќаат зашто штетите се толку големи. Значи имаме цели мала, цели населби во Ченто, во Сингелич или албанците како велат во Хасанбек, во Стајковце, во околните села кои се апсолутно не се функционални. Господине Нумовски, доаѓате од Центарот за Дирекцијата за заштита и спасување. од Дирекцијата за заштита и спасување. Имате ли вие бројки колку семејства, колкава е штетата, има ли уште жртви, трагате ли по други жртви? Да, кои се најновите информации? Вака, проценки немаме се уште утврдено точни, затоа што тоа се надлежни други институции кои што, колку што разбравме од Сабаљева, имаат формирано 42 групи кои што одат на терен и вршат проценка на штетите кои се направени од поплавите во овој регион. Значи, они ќе дадат со официјални информации. Значи, ние сме тука со бројките како Центарот за управување со кризи, како Дирекција за заштита и спасување, бидејќи сме на терен и нашите бројки се некаде тука кои што ги видов. Значи, ова што се случи, исто Дирекција за заштита и спасување искажува длабоко сочувство со настраданите во оваа поплава и семејствата кои беа зафатени со оваа поплава. Значи, дирекцијата исто така излезена на терен. Искрено кажано беше многу чудно цела оваа ситуација, бидејќи првим оваа поплава се појави во Тетовскиот регион како едно невреме, каде што ние за Дирекција заштита и спасување веќе бевме активирани во делот на Тетово, во реонот на Шипковица, Бродец, каде што веќе имаше одредени слечишта јавено тамо. Меѓутоа видовме дека невремето некако полека патува према Скопје, веднаш се упативме према Скопје, ги информиравме нашите подрачни оделенија за заштита и спасување дека мора да се подготват за некакви работи. Меѓутоа, како што кажа и господа директорка од Центарот за управување со кризи, ние имаме најави дека ќе има врнежи од дожд, меѓутоа немаме најави точно каде би се случиле. Доколку би имале, тоа би било многу лесно. Би се справиле многу лесно, меѓутоа немаме најави каде точно ќе се случи. Меѓутоа, за жал се реши тоа невреме да се случи баш во овој регион, каде што однесе и многу човечки жртви. Така да, ние како Дирекција за заштита и спасување се вклучивме веднаш со нашите тимови, излеговме на терен. Меѓутоа, како што кажа еден амерички генерал, подобро лош план денес, отколку одличен план утре, меѓутоа веќе кога е доцна, не вреди тој план. Така да и покрај чамците кои што ги пуштевме за евакуација на населението, се вклучивме плюс со джипелот. Значи, за да што е можно побрзо населението да го евакуираме, значи, од најлошите райони во делот на селото Сингелич напред. Така да, тоа беше она една прва фаза Дирекцијата за заштита и спасување која што ја опфати, значи во таа сабота вечер. Веќе од неделата од Сабајлето Дирекцијата за заштита и спасување веќе ги активираше своите тимови кои што беа вклучени веќе и со испумпување на водата од домовите. Меѓутоа и тука се случија оние мали проблеми кои што ги имавме и тука барам граѓаниве да не излезат во престрет со разбирање, бидејќи имавме проблеми со атмосферската канализација и фекалната канализација, кој што кажа господинот од град Скопје кој што е сообраќајен инженер. Значи, при испумпувањето на водата повторно се враќаше во домовите, така да мораше да се најде начин како би се одвела водата, да кажеме, од овој регион, за да нашето испумпување со пумпите биде успешно.
тогаш донесовме заклучок дека дирекцијата за заштита и спасување мора да се вклучи со градежната механизација. Така да активиравме градежна механизација и таа веќе се случи во расчистување на каналите за да може водата што е можно побрзо да се одведе, за да може ние полесно веќе да вршиме испумпување на водата. Така да веќе во текот на денешниот ден се помали беа јавувањата од граѓаните за барање на испумпување на водата, така да тоа вроди со плод. Така да ние како дирекција за заштита и спасување фази секој што ги правиме бараат малку и време, затоа и можеби граѓаните се како да кажам револтирани, бидејќи мора да се утврди, например, градежната механизација не е толку лесна да се маневрира со неа од една на друга локација. Ке проговориме за деталите малку покасно. Господја Салиу, велите не можеме 100% да се справиме. Велите дека господин Нумовски вели беше чудно што не задеси тоа. Од друга страна, господин Нумовски вели ние гледавме дека времето оди на кај Скопје после поплавите во Тетово. Вие и ЦУК, и Дирекцијата за заштита и спасување се специализирани институции кои што токму вакви работи не треба да ги изненадат. За разлика од обичните граѓани или зошто е толку тешко, ве прашувам и двајцата, зошто е толку тешко во вакви несреќи да се организират и веднаш да действувате? Слушајте, ова беше голема така природна катастрофа. И тие што го доживеале ова, што биле делот од сите овие така тешки емоции, да се каже, сите велат дека тоа беше момент, Господов момент, што навистина не можело да се контролира. Екипите на ДЗС веднаш биле на терен. Ете, велат дека и чамци, дури се обидувале некои луѓе и сами да ги спасуваат така, зашто тие се и специализирани, и униформирани, но навистина тоа било Господов момент, што навистина Господ работел во тој момент. И затоа, не велам јас, него и најголемите така научници велат дека природните катастрофи, за разлика од човековите кризи така, се навистина не се 100% така, не можеш да се соочуваш и не можеш да ги контролираш. Во сето ова вака, најлошата вест е дека имаме 22 мртви. Но позитивно е што граѓаните не пријавиле други така изгубени. Не пријавиле. Значи, освен едно детенце се уште се бара, тоа и дај Боже со тоа да завршиме така. Би било позитивно со толку жртви да завршиме и полека да почнеме да се ревитализираме, да се вратиме во нормалата. Инаку секоја општина има план за така анализи за ризици, за опасности. Секоја локална самоуправа тие ризици, тие опасности ги има, зашто локалната самоуправа тие мора да ги има. Тие ги прават во соработка со Центарот за управување со кризи, во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување, во соработка со експерти, но ова навистина мислам дека беше многу неконтролирано, неочекувано. Ние минатата година имавме малку сега треба да се критикуваме, мораме да се критикуваме. Ние минатата година имавме голема аварија во Тетово и таму имавме жртви. И сега цела година ние зборуваме за чистење на реките. Нема ден, и јас како службено лице, што не сум слушала од медиумите дека имаме проблеми со речните корита, со чистењето на браните, имаме проблеми. Цела година ние зборуваме за тоа и пак имаме проблем со тоа. И после една година, сега зборувам за сите нас. Ако општината, например, нема фондови за такво нешто, тогаш тука е државата. Ако државата нема фондови, тогаш тука се нашите донатори, нашите пријатели од странство, кои навистина би можеле во вакви проекти да инвестират. Зошто и јас на некој начин ги чувствувам последиците на ова, зашто живеам во Инџиково со сопругот и јас 3-4 дена немав електрична енергија. Ако добро ве разбрав, кога велите зборувам од позиција на директор на Центарот за управување со кризи, мислите на надлежните дека сте алармирале до сега, па никој не ве слушна? Не, мислам дека апсолутно ние алармираме, зашто ние имаме сектор за аналитика и процени имаме. Тој сектор цело време е во анализи така и сите тие анализи ги доставуваме ние до влада, до локалната самоуправа, до општините, до сите можни институции кои би можеле да играат своја улога во спречување, во
Така, али затоа велам, но сега не е време да се критикуваме, не е време значи да пишуваме еден против друг, да бараме виновник. Сега е време ние да се соочуваме со ова, дека ни се случи и што повеќе да ги облажиме овие последици, да ги намалиме овие последици. Од кога ќе легнат работите, мораме ние да се вратиме во нормалното живење, тогаш навистина треба да се отвори дебата за сите нас, за целиот систем за управување со кризи, и за мене како директор, и за колегата како службено лице во ДСЗ, и за другите, и за сите тие елаборати што сме ги направиле, и за сите тие анализи што сме ги доставиле, но ова ве молам, ова треба да се гледа како метеоролошки феномен, како надприродна така моќ, надприродна сила што навистина немало можност да се контролира 100%. Господин Наумовски, специализирана институција за спасување при кризи, ама пак како да ви изненади дождот. Зошто, и вас ве прашувам, зошто е тешко да се организира една таква институција специализирана за вакви работи, за веднаш да се помогне? Вие велите дека веднаш, уште во неделата сте били на терен. Да, веднаш, значи бевме на терен. Зошто е тешко? Интересно е што природните непогоди може да ги поделиме на два дела. Значи имаме природни непогоди кои што се случуваат и кои што имаме време и да се спремаме и да работиме, како пример сушата. Меѓутоа, природните непогоди од аспект на поплавите и на земјотресите, колку и да се спремаме, тие секогаш се два чекори пред нас. Простете, ќе ве прекинам, но вие сами кажавте, гледавме дека времето се движи кон Скопје и алармиравме. Да. Значи, ние ги алармиравме и подрачните оделенија на градот Скопје, меѓутоа ги информиравме и подрачните оделенија на Куманово и на Велес. Значи, ние не знаевме каде ќе се случи на времето. Значи, ние бевме веќе на работа. Тука ништо не е спорно, меѓутоа тоа е брзина едноставно, значи кој што се случува, значи може имаше саат времено нормално врнење и потоа имаме на половина час каде што според управата хидрометеоролошки работи слушам дека 96 литри вода се истори на 1 метар квадратен. Значи тоа е енормно голема количина на вода. Значи и у тие самите поплави, значи и самите спасувачи наши мора првин да водат грижа за нив, затоа што ако еден спасувач се повреди, тогаш не можеме да спасиме уште 10 граѓани. Значи првин и нивната безбедност тука мора да се гледа. Значи не можевме да се влезе. Значи ние имавме обид да влеземе, меѓутоа не одеше. Па моравме да чекаме. МВР дојдат со поголеми возила кои што се окопните транспортери, кои што се потешки и може да поминат низ водата да извидат ситуацијата. Значи не е само ајде да влеземе внатре. Значи со глава во зид. Да. Значи не е само тоа. Значи тоа мора мало да оди малку поспоро затоа што еден спасувач може 10 луѓе плюс да спаси. Меѓутоа ако го изгубим тој спасувач, оди потешко спасувањето. Тоа е ланец, како да кажам. И ако една карика се скине, онда ланецот веќе не може да функционира, како да кажам. Господјо Селиу, рековте дека се соочувате и со објективни проблеми, еве да не биде дека само институциите се криви. Може да ли ни кажете кои се тие објективни проблеми со кои што се соочуваат институциите при вакви катастрофи и дали може би треба да се работи на нивно отклонување кога веќе знаеме дека доаѓа суша, доаѓа поплава, доаѓа дожд и така натаму? Па мислам дека градоначалниците сепак првата интервенција треба да пристигне од локалната самоуправа. Мислам дека градоначалниците, локалната самоуправа треба да ги разгледа посериозно тие извештаи за ризици кои доаѓаат од специализирани институции. Сега, фондовите, ако се во прашање, немањето средства, ако е во прашање, тоа не е оправдување. Значи, не е оправдување, не сме имале пари, па не сме го направиле. Зошто фондови, сепак можеме да се снајдеме за фондовите. Преку донации, преку ова. Еве сега, можете да предвидите, сигурно сте информирани, дека голема солидарност се покажува кон Република Македонија, кон ова што не снајде. И тоа е позитивното во ова така. Имаме испружена рака од сите страни. Мислам дека после реабилитација на ова ние можеме да ги отвараме сите прашања за инфраструктурата. Господјо Селиу, дозволете да ве прекинам. Велите после ова треба да отвориме дебата, после она треба да отвориме дебата. Меѓутоа поплави во Македонија не се прв пат. И пред 2 години имавме слична, не со волку голем размер, меѓутоа сепак беше сериозна поплава исто така во Скопје.
Кога да се направи тоа? Велиме не сега, ајде нека Вака помине сериозна поплава во Скопје имало 62 година. Така мислам дека И најсериозната поплава. 2014, но не во ова смисла. И 79, така. Но прашањето ми е зошто секогаш чекаме да се случи вакво нешто, па после да мислиме да отвараме дебати, а дебатите пак никогаш не се менталитетот отвараат. се трпи. Сега да го малку да го така обвиниме менталитетот наш. Секогаш да чекаме дека притиснете- можеби ова нема да се случи. Имаме најава, имаме извештај, ама можеби нема Ама да се може. случи. Дали вие како институции притискате? Како институции, Што како правите? современи така функционери, како современи институции, мораме ние сериозно да размислиме за извештаите на специјализираните одделења. Зошто тој извештај не е од слободен муабет, не е од чајджилница. Извештајот дошол од научници, од луѓе кои исклучиво се занимаваат со такви анализи, со такви процени, значи. Мислам дека треба посериозно да гледаме кон специјализираните извештаи. Ќе се вратиме на разговорот господине Наумовски, меѓутоа ќе ја замолам режијата да се одмориме со куса пауза за реклами и се враќаме веднаш во студиото. Продолжуваме, почитувани гледачи, со дебатниот магазин Клик Плюс. Пред да го продолжиме разговорот во студиото, треба на линија да имам колешката Кристина Ризова, таа се наоѓа пред влада, бидејќи таму се одржува седница на владата и кризниот штаб. Се надевам, Кристина, дека се слушаме и се гледаме. Треба да си во друштво со генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити. Повелете, Кристина. Токму така, Искра, после неколку часови дискусија со кризниот штаб во владата на Република Македонија во врска со поплавите кои што се случија изминатиот викенд, за тоа што впрочем се разговараше и какви мерки ќе се превзимаат, ќе разговараме денеска овдека со господинот Саид Саити. Зашто точно се дискутираше? Имаме ли заклучок? Добро, во рамките на веќе секојдневните активности, би рекол, поврзани со отстранување на последиците од предизвикани од поплавата. Денес исто така ние во својство на гост учествувавме во работењето на седницата на владата на Република Македонија. Беше констатиран одреден напредок во текот на денешниот ден во смисла на отстранување на последиците и во смисла на подобрување на работата во делот на дистрибуцијата на хуманитарната помош. Исто така беа договорени наредните мерки односно планот за работа за наредните денови, односно за утрешниот ден, се со цел да се движиме кон конечно санирање и отстранување на состојбата во погодените подрачи. Така. Дали се отвори прашањето за евакуација на ранливите категории на луѓе? Тоа се евакуација, значи на седниците на кризниот штаб, односно на седницата на владата, секогаш се разговарат и се барат најдобрите модули, најдобрите инструменти и начини за отстранување на состојбите. Се разговараше на таа тема, не на тема евакуација, него на тема подобрување на состојбата. Какви заклучоци ќе бидат донесени, сепак е најсоодветно да се обратите до соодветните служби на владата кои се задолжени за информирање. Така. Што е со оние семејства кои што велат дека не примале никаква помош? Добро, значи, овие ситуации, односно, овие природни непогоди, катастрофи, секогаш предизвикуваат одредени состојби кои се нередовни, би рекол. Ние се обидуваме, значи, со нашите можности и капацитети да ги задоволиме потребите на сите луѓе. Може би да се случи некој да биде пропуштен ненамерно, меѓутоа сметам и мислам дека организирањето на хуманитарната помош, односно дистрибуцијата на терен е на потребното ниво. Во ова прилика би искористил со оглед дека се обраќаме на вашите гледачи да кажам дека на теренот, значи освен Црвениот крст на Република Македонија, кој уште еднаш ќе повторам дека е овластен да ја координира хуманитарната помош поврзана со активностите кои се во правец на обезбедување странска хуманитарна помош од нашите фирми внатре и од нашите граѓани кои сакаат да соработуваат со Црвениот крст, меѓутоа на теренот делуваат и други организации кои со делот нив соработуваме, делот нив самостојно настапува. Значи многу е битно да се знае и да се каже дека Црвениот
Црвениот крст не е единствен и генерален координатор на хуманитарната помош, него на дел од хуманитарната помош. Во таа смисла можеби некогаш се случуваат и одредени пропусти, затоа што нели кога не поседувате максимална координација помеѓу сите, тогаш се остава простор за одредени грешки. Јас се надевам дека наредните денови, поготово нашите тимови, Црвениот крст на Република Македонија, ќе направи дополнителни обиди да стигне до сите тие што евентуално биле пропуштени и се разбира нели осознавајќи, односно увидувајќи ги нивните потреби, ќе можеме соодветно да одговориме. Исто така треба да се каже, треба да се знае дека во вакви ситуации, значи на онаа класична хуманитарна помош која значи задоволување на првичните и минималните потреби, работењето на терен подразбира и помош и поддршка на во многу други аспекти, на многу целни групи, како што се старите лица, бремените жени, децата, лицата со посебни потреби. Сето тоа е еден предизвик дополнителен и една обврска и една работа која ние значи сега во случајов ја пресликуваме од нашите редовни активности на теренот кој е погоден на поплавите. Боруваме на крај ќе пуштиме изјава. Благодараме на вас. Кристина, ако е тоа се ви благодарам и тебе и на господинот Саити, а ние почитувани гледачи се враќаме назад во студиото. Господине Наумовски, директорот на Агенцијата за заштита, на Дирекцијата за заштита и спасување, но и вие како властено лице присуствувате на состаноците на кризниот штаб. Во контекст на ова што го зборуваше господинот Саити, ке може ли да се надеваме за кратко време или она што е оптимално најкратко време да има некакви заклучоци и конкретни мерки што ќе се прави и кога тоа може да биде готово или да се санираат штетите, да се обештетат настраданите? Пака, ние како Дирекција за заштита и спасување не сме надлежна институција која би можела да убрза тој процес. Меѓутоа, како Дирекција за заштита и спасување да може да го убрзаме процесот, значи во санирање на штетите, значи на кои што се случија од поплавите, во делот со значи со испумпување на водата од куќите, од домаќинствата на граѓаните кои што беа погодени. Поради оваа активност ние и како Дирекција за заштита и спасување во школото 25 мај поставивме пункт каде што бевме поблиску до граѓаните за да ни информираат каде точно има куќи кои што се поплавени. Бидејќи да ние ги знаевме реоните кои се, меѓутоа друго е кога ќе дојдат и човекот да не информира да на оваа локација точно се наоѓа куќа која што требаше. Значи тоа вроди со плод, преку 72 куќи на таков начин ние ги Сами доаѓа пријавуваат? Да, некои сами доаѓа. Значи тоа беше целта, значи затоа што у вакви ситуации секогаш постои можност нешто да се промаши. Значи цела улица сме поминале, меѓутоа може да се случи баш некоја куќа да биде промашена, поради тоа ние отворивме тој пункт. Значи тоа е едно дел од санирањето. Второто санирање што со градежната механизација, кој што сме се вклучени и во расчистување на каналите, на каналската мрежа во тој регион кој што е доста голема, кој што служи за наводнување и одводнување на водите во тој регион. Значи ги чистиме дури и улиците, значи каде што веќе има насобрано значи материјал, земја, шут, отпаде, значи материјали од домаќинства од куќи кои што се на самите патишта за да би можеле артериите да бидат главните артерии, споредните да бидат она полесно проводни, така да и другите веќе институции кои што се дел од системот за заштита и спасување, како е ЕВА на Македонија, МЕПСО, да си ги завршат своите работи за да можат граѓаните во тој регион каде што се случи поплава побрзо да добијат струја, побрзо да добијат водата и да почнат да им се нормализира, како да кажем, животот. Господја Салиу, вие исто така Само би сакала да се надоврзам за конкретните заклучоци. Секој ден имаме конкретни заклучоци. Ние буквално ве извлековме од секој ден имаме конкретни заклучоци и во владата на Република Македонија и во кризниот штаб секој ден имаме конкретни заклучоци. Веќе 1000 војници се на терен, 100 машини се на терен. Ете веќе ден по ден се пушта електричната енергија, се чистат подрумите, се чистат куќите, се чистат улиците, но последиците се толку големи што навистина ќе треба време за да се реабилитираме. И сакав да се надоврзам со изјавата на господинот Саити. Токму тоа сакав да ве прашам. Буквално ви извлековме од влада и вие бевте на тој состанок на влада. Зашто друго се разговараше во контекст на ова што го кажа? Се разговара реално дека сега друга катастрофа би можела да биде инфекциите, заразите, зашто таму имаме сега собрано многу така смет, многу веќе почнува да се чувствува таа лошата миризба. Се работи за еден реон кога и во нормални услови има така извори за зараза и инфекција, камоли сега во ова
голема катастрофа и сега веднаш треба да се таму каде има услови, веднаш треба да се работи на дезинфицирање на просториите, на локациите, тоа значи веднаш треба, веќе екипите работат на терен за собирање на мртвите животни и тие можат да бидат извор на зараза. Групата за процена на имотот, на штетите, веќе секој ден се на терен и тоа мислам, јас сум оптимист дека многу брзо тоа ќе се заврши, но исто така сум оптимист дека владата има капацитети многу брзо да ги обештети тие луѓе, значи да им помогне во ревитализацијата на куќите. Спомна господина Саити дека владата зборувала вечерва и донела заклучок да препорачува евакуација на ранливите групи. Бремени жени, стари луѓе, деца до 14 години, инвалиди, сите луѓе кои влегуваат во оваа категорија на ранливи. Јас тука и за тоа би се адаптирале касарните. Зошто касарните имат такви капацитети да згрижуваат повеќе лица, но јас сум тука малку скептик поради менталитетот и културата на нашите луѓе, зашто колективното живење кај нас малку тешко се прифаќа. Кај нас повеќе се цени семејното живење и многу семејства веќе се евакуирани. Во Хасанбек, во Сингелич веќе скоро цели мала се евакуирани, но тие се сместени во семејства. Сега јас на некој начин предложив, ако е можно да се надоместат малку тие семејства кои згрижуваат семејства. Во ред се во ред дека тие поради хумани причини тоа го прават, поради семејни причини, зашто се знае дека нашите семејни врски се многу големи тука, но мораме ние малку тие луѓе да им олесниме во нивниот буџет. Мислам дека и за ова ќе се најде начин, но исто така ќе бидат простори подготвени за кој ќе прифаќа да се евакуира, кој нема да прифаќа, значи тоа е во негов ризик, така ќе остане. Ние сега да бидеме оптимисти дека нема да се случи повторна аварија сега, ама за секоја евентуалност мислам дека треба луѓето да се оддалечат, па и да се подготват просториите, да се реабилитираат просториите така. Значи, ако добро ве разбрав, предложивте и се надевате дека ќе биде прифатен предлогот семејства што ќе се пријават да згрижат луѓе од загрозените подрачја, да бидат соодветно обештетени, наградени или помогнати. Да им се пружи раката на нив. Тоа сега немаме ние таква ставка за такво нешто. Нема, зашто тоа се прави на вистина поради можно ли да се направи? Но мислам може да се најде. Начин. Еве на пример од страна на Црвен крст, од страна на хуманите, на организации, хуманитарни организации. Да, мислам дека може да се најде. Мораме малку да им помогнеме, да им олесниме, зашто се знае кој е нивото на фондовите на нашите семејства, така. Мислам дека може тука да се помогне. Може. Кога ќе имаме таква информација, сигурно дека ќе ја споделиме со јавноста во секој случај. Мислам дека и сега Црвен крст може би помага на овие семејства нешто. Мислам дека помага. Има такви можности. Но на вистина и тие семејства да не бидат заборавени. Господине Наумовски, еве зборуваме за објективни причини, за субјективни причини, зошто не изненадува дождот. Велите дека ова се неприродни катастрофи, природни непогоди, простете. Природни непогоди се природни непогоди. Дека вие кажавте тешко се влегува на терен, изненадува дождот, не знаете каде ќе заврне, но и покрај сето тоа, и покрај тие објективни и субјективни проблеми што се појавуваат на терен, чувството меѓу граѓаните е дека не се прави доволно. Може ли еднаш за секогаш, ако може барем вечерва, да ја расчистиме дилемата зошто после секој вакви дождови, снегови или било каква временска непогода, чувството кај граѓаните е дека не се помага доволно, не се реагира на време. Зошто? Ако е така како што тврдите вие, дека да, веднаш се излегува на терен, дека се ангажира механизација, луѓе, ресурси. Секогаш, како што кажуваме, нели, секогаш потрошувачот е во право, сега и граѓаните се во право. Како да кажам, значи они се од таа страна која што се погоди, значи нивната една минута е еден век, а нашата една минута ни недостасува за да доработаме уште некои работи.
Тоа е разликата, значи ние секогаш сме на терен. Цела оваа ситуација со поплавата која што се случи, значи ланската година во Тетовскиот регион кој што го зафати, годинава значи во Скопскиот регион кој што се случи, тие се и не за џаби дирекцијата за заштита и спасување, како да кажам, со тие проценки за заштита и спасување кои што ги правиме на територија на Република Македонија за локалните самоуправи, кажуваме дека голем фактор играат и климатските промени. Значи, како еден пример, јас знам, пошто сум од Тетово, скијаме на Попова шапка, скијачкиот центар, и значи сите таму кажуваат постарите луѓе дека скијачката сезона на Попова шапка почнува на 29 ноември. Меѓутоа, скијачката сезона сега 2016 година почна после 15 јануар, значи втората половина од 15, значи веќе се окаснени од 2 месеци. И овие работи кои што се случуваат, значи времето се менува. Значи ние мора да бидеме подготвени во тој процес. Дирекцијата за заштита и спасување секогаш е со градоначалниците и секогаш им укажува дека треба да не контактираат. Да им помогнеме затоа што само спасувањето, значи комплет и научените лекции кои што ги имаме од претходниот земјотрес од 63 година на град Скопје, па научивме дека мора се направат сеизмички зградени скелетни конструкции кои што ќе издржат таков земјотрес во иднина и сега безбедно живееме во Скопје. Значи, со тој земјотрес, ако споредиме, сега веќе безбедно се живее, нели? Значи, може да постигнеме нешто. Значи, мора да се врати менталитетот на луѓето дека мора да се подготвуваме за вакви работи. Не може само институциите, некогаш и граѓаните се тие кои што прават некои работи кои што не треба да прават. Дали тоа значи дека граѓаниве треба да му ја мислат што ако утре пак заврне? Не во тој стил. Меѓутоа граѓаните мора да се подготвуваат. Во која смисла? Значи, само заштита. Само заштитата е една од најголемите работи каде што само заштитата почнува уште од раното образование. Значи ние го изгубивме тој сегмент во држава. Значи ако ние почнуваме уште од рано во детството, кажеме дека природните непогоди да во случај на земјотрес треба се направи ова, меѓутоа во случај на поплава се направи ова. И ако тоа ние на децата им го кажуваме се до факултет, они веќе се спремни. Овој пример функционира во Јапан, каде што секој дете, секој семејство знае што треба да направи во одреден случај. Затоа што секогаш знаат дека екипите малку ќе каснат. Значи еве на пример екипата која што ни стигна од Велес, значи со 2 чамци за спасување, значи за луѓе, значи од Велес до Скопје нив им треба 45 минути да дојдат. И уште еве половина час да дојдат од дома, да ја земат опремата, да се влезат во воза, значи они некаде околу сат и 15 минути им треба реално да стигнат од Велес до Скопје. И уште еден час сигурно требаше барем од понеделникот да се стигне Истото се случи во Скопје, до главната улица во Ченто. Значи во Скопје сите подвожњаци беа подвозници беа под вода. Имаше блокирани улици, значи додека се пробија, значи овие се тие реални работи кои што затоа бараме, значи ние дирекцијата активно бараме по сите институции, значи повторно да се воведе тој сегмент, значи да влезат во дел во образованието, значи на децата да можат полека тој сегмент повторно да се врати и да почнеме да ги едуцираме, значи идните поколенија дека треба да се подготвуваме за такви работи. Имам уште малку време пред да го заокружиме овој разговор и да видиме што ќе апелирате кон граѓаните, но претходно ќе ја замолам режијата да ни ја пушти изјавата на господинот Исуф Алили. Тој е жител на населбата Ченто, изгуби огромен имот, но зашто точно станува збор, погледнете од изјавата, почитувани гледачи, па се враќаме назад во студиото. Ова е имањето наше. Ми за това живе. Ја е само на пензија. Децата на работа нису ни еден. 3 сина имам. Ни еден на работа nije. Сега унукот дал документи за полицаец. Дали ќе го примат или не? Не знам. Тоа е, господја. Колку пари изгубивте со поплави? Па сега ми од тука живеме, најмалце 10.000 евра сме ги изгубили. На ова сезона што е, 10.000 евра сме ги изгубили. Само кажете ми тука балите... Балите, еве нашата, сам имал преку 800 бали, до 1000 бали сам имал. И 9 длина сам имал. Еве како што види, полата отишал све. Ви понудили некој помош? Ништа нема помош. До сега ништа нема помош. Фала Богу, нашите што донесат вода, јадење ми донесат. Сега гравата да... житата дојди да видите.
Почитувани гледачи, ова беше изјавата или сведочењето на господинот Исуф Алили, еден од многуте настрадани во овие поплави. Тој е само еден пример што се случува на терен. Господјо Салиу, рековте дека ова што се случи, треба да одиме и на терен и да ги решаваме работите. Во таа смисла, може ли, еве да како сублиматно ова што вечера говоревте, да им порачате на граѓаните или да им објасните што да прават, каде да пријават, еве конкретно според вашите надлежности што ги имате, што кај вас може да пријават, а како вие да им помогнете ним? Јас искрено сочувствувам со емоциите на господинот. На господинот само да и кажам дека сите тие комисии за процена кои се на терен имаат членови од Министерството за земјоделие, за сточарство. Значи знаеме дека се работи за еден регион кој се занимаваат со вакви дејности. Мислам дека сето тоа ќе биде надокнадено, реално ќе биде проценето. Овие граѓани имат инструменти да притискат и преку вас, и преку институциите. Еве, например, ние имаме сега на располагање отворена линија 195. Сите штети се пријавуваат на нашата линија 195. На 195, значи има разни штабови, има локални штабови, значи ова не е нешто што немаме доволно аргументи. Ова веќе стана светски ноторен факт, светска вест дека ние имавме големи поплави во Република Македонија. Не можеме да ги мериме колку брашно имал во домаќинството, колку шишиња зејтин имал во домаќинството, но ноторен факт е дека кај нас се случи голема поплава. Тука имаме доста помош, а граѓаните кои се оштетени морат да најдат начин да ги пријавуваат. Зошто има доста институции, доста механизми за пријавување и за обештетување така. Господин Наумовски, во агенцијата за заштита, во дирекцијата за заштита и спасување, што можат да пријават граѓаните и како вие може да им излезете во пресрет? Значи, како што и претходно кажав, значи може да излеземе во пресрет на санирање на штетите. Некако дирекција за заштита и спасување, тоа не е мандатот во Република Македонија, значи првично заштита на населението. Што значи тоа? Ке може да учествуват или ваша надлежност е доколку се донесе заклучок на влада дека треба да се евакуираат ранливите категории луѓе, вие сте тие што ќе го правите тоа? Да, и ние сме вклучени во тој дел, значи при евакуација на населението. Меѓутоа нормално треба се утврди парим да се регулира кои се тие ранливи категории, согласно Законот за заштита и спасување тоа е дефинирано. Точно знаеме кој како треба да се евакуира, имаме подготвени тимови за тоа, така да дирекцијата за заштита и спасување може во секој момент да се вклучи за тоа. Исто, дирекцијата за заштита и спасување е членка на механизмот на цивилната заштита при Европската Унија. Така да од вчера е официјално активиран тој механизам, така да побаравме да дојдат и експерти од Европската Унија кои што ќе бидат излезени на терен да го поседат ова поплавено подрачје и да направат анализи, извештаи и препорака како би ги надминали видни на овие проблеми во овој дел. Само ве молам уште едно подпрашање. Ова што ние го нарекуваме чистење, обичните граѓани, од одење дома, еве како снимките што покажуваат по внатре во подруми, во куки, до чистење канали, дали тоа е ваша надлежност, дали луѓето може да ви се обратат за тоа? Не, значи ние вршиме чисто им спомпување на просториите од внатре, значи комплетно све. Чистење на каналската мрежа, да, доколку тоа побара владата од нас. Тоа да, дефинитивно, меѓутоа чистење на атмосферска и фекална канализација или расчистување на домовите не е тоа наш мандат. Тоа е веќе на локалната самоуправа. И ве молам само кусо да го заокружиме овој разговор. Господјо Селиу, дали можеше да се спречи ваква катастрофа? Апсолутно не. Господин Наумовски? Се согласувам со директорката, значи природните непогоди, како што и претходно кажа, секогаш одат малку пред нас. Горет, ви благодарам што бевте гости во ова издание на Клик Плюс. А вам, почитувани гледачи, пред да ви посакам мирна ноќ, само уште едно подсетување. Секоја штета, несреќа или било каква оштета да сте претрпеле, може да пријавувате на телефонскиот број 195, што е отворен за граѓаните погодени од поплавите. Ви благодарам за вниманието. Останете со нас, следуваат вестите на албански јазик, веднаш потоа оние на македонскиот. Дежурната екипа ви сакам мирна ноќ.